Старите пропаднати фабрики од времето на транзицијата повторно ќе ги оживува владеачката партија ВМРО ДПМН. Ова е една од заложбите која е наведена во програмата на политичката партија, опфатена во 500 страници под слоганот реално. Опустоштените производствени капацитети од 90-тите години ќе се нудат на инвеститори се со цел повторно рестартирање на компаниите, а со тоа и вработување на голем број лица. Ова го најави лидерот на партијата Никола Груевски. Според планот, потенцијалните нови газди на некогашните гиганти ќе добијат државна помош од 2000 евра за секое ново работно место, а пак за вработен стечаец предвидено е субвенција од 4000 евра. Основниот услов е работникот да биде задржан во фирмата најмалку 5 години. Финансиска помош за реконструкција, адаптација на самите хали, набавка на нови машини и опрема, во износ од 10% од инвестираната вредност до максимум 500.000 евра грант од државата. Трето, ослободување од плаќање на данок на добивка во период од 2 години и ослободување од плаќање на персонален данок на доход и на социјални придонеси. Овие за фонд за здравство, за пензиско, за вработување во период од 3 години, доколку вработените ги задржи на работа најмалку уште 3 години потоа. По примерот на слободните економски зони, владеачката партија ВМРО ДПМН ќе ги развива и руралните средини низ Македонија. Во програмата на партијата се предвидени проекти за кои финансиска подршка ќе добијат сите оние кои што сакаат да отворат бизнис во рурални подрачја. На располагање се околу 1600 села и општини во кои бројот на жители не надминува 10.000 лица, како и населени места во околината на град Скопје на оддалеченост најмалку од 5 километри. Ке се стимулираат инвестиции од индустријски капацитети, откупно-дистрибутивни центри, хотели, пензионерски домови, спа центри, болници, спортско-рекреативни центри, филмски студија и слично. Ќе бидат ослободени од плаќање данок на добивка 10 години. Ослободување од плаќање на 50% од социјалните придонеси за вработените за период од 10 години ќе бидат ослободени од царина и ДДВ за увезената опрема за инвестицијата што ќе ја направат. Ќе имаат финансиска помош од државата за изградба на нов објект, ако градат нов објект, во износ од 20% од инвестицијата. Значи 20% од инвестицијата ќе им ја плати државата. И најмногу до 500.000 евра. Со овие, но и со слични проекти, лидерот на ВМРО ДПМН Никола Груевски соопшти дека целта е стапката на невработеност да се намали на 17% до 2020 година, а само за последниве 2 години отворени се 39.000 нови работни места, истакна Груевски. Во 2006 кога ја добија довербата од граѓаните, стапката на невработеност изнесуваше 38,75%, денеска таа е на ниво од 24% и е на историско најниско ниво.